Така. Водата ја употребуваме назад во процесот преку пумпа, значи ја користиме како технолошка вода за да не ја трошиме водата за пиење. Тарко тоа. Значи до тоа ниво е пречистена? И важно е да истакнам дека градежните работи за сето ова ги работеше македонска фирма. Така да технологијата е од Рико, тука е представникот директорот кој што и со својот тим, кој што ја работеа целата технологија, која е високо квалитетна, значи различни типови од целиот проект, меѓутоа главните ова се германски, што е врв топ технологија во Европа. Така да се потрудивме на вистина овој проект да биде урнек и за останатите проекти, и сакам да истакнам дека Министерството за животна средина во овој период клучен аспект даде на прочистување на водите. Свега сме во фаза на изградба на 4 пречистителни станици со ИПА, исто така Прилеп, тоа е Радовиш, Струмица и Кичево. Со швајцарска донација ги градиме Кочан и Гевгелија, од идната година Делчево, исто така Карбинци и Чешиново завршивме и со словенечка донација очекувам дека од идната година ќе почне и македонска каменица. Таму е донацијата 50%? 50 треба. Околу 1.250.000 евра. Да, така, ако чини За македонска каменица. За македонска каменица. И јас се надевам дека владата ќе даде согласност на тој проект, бидејќи општината е спремна средствата да ги обезбеди со сопствено кофинансирање и очекуваме дека цела река Брегалница со тој проект заедно со Берово, каде исто изградивме пречистителна во овој мандат, ќе имаме една чиста река Брегалница. Инаку сме во фаза на проектирање уште на неколку пречистителни станици, некои проекти и завршија, така да ова е нешто на кое што почнавме од нулта речиси позиција и стигнавме најмногу со што може навистина веќе со конечно реализирани проекти да се пофалиме, а по мене едно од најважните еколошки проекти воопшто за граѓаните во Република Македонија.